Почитувани сограѓани, денес како кандидат за пратеник сакам да се обратам посебно на тие меѓу вас кои што се разочарани. И јас, заедно со многу од вас, марширав по улиците, покренат од злото што сите го чувме со сопствени уши, барајќи правда и извикувајќи нема правда, нема мир. Нема доволно правда и ако ме прашате дали сум и јас разочаран, апсолутно сум. Дали ќе кренам раце, на крај памет не ми доаѓа. Во мојот ресор, душата си ја оставив, таа огромна планина да ја искачиме. Децениски цели постигнавме, влеговме во НАТО и на чекор сме од почеток на пристапни преговори со ЕУ. Денес сакам да ви ветам, лично јас, дека истата таа жар, истата енергија што ја вложив за првата голема планина, ќе ја вложам за во оваа држава да има правда. Сега, кога безбедноста, предвидливоста, иднината, границите веќе не се прашање, на сите ни е јасно која е следната голема битка. Следната голема битка е битката против корупцијата, против криминалот и против подземјето. Сакам да ве повикам, сите тие кои што се мислите дали да седите дома или дали да излезете на 15 јули и да гласате, да излезете. Имаме огромна шанса како нација. Имаме закон за јавно обвинителство што овозможи истрагите, случаите да не застарат, да не се пикнат под килим и го имаме огромниот рефлектор што ни го носи пристапниот процес со Европската Унија. Мораме да искористиме оваа шанса, бидејќи следна нема да имаме. Од другата страна, имаме политичка партија, ДПМН, чијата суштинска основна цел е да се скршне од патот. Ни да има одговорност, ни да има правда. Гласот за ДПМН и за нивните сателити е бело знаме предавање во однос на правдата. Меѓутоа, и седењето дома е бело знаме и предавање во однос на правдата. Без вашата поддршка, оваа шанса ќе испуштиме од раце. Одвај си ја вративме земјата, да не дозволиме да отиде во неповрат. Од оваа страна дзирка надеж, другата страна е назад кон бездната. Ве повикувам сите да излеземе, да ја зграбчиме шансата, да одиме напред. И ќе го повторам моето лично ветување. Без разлика каква позиција ќе имам и во каква улога ќе бидам. Јас лично ќе бидам вашиот глас во битката за правда и ќе има правда во татковината.